нема да слуша Loading на Student FM, главата ќе му се сече. Здраво, здраво, драги слушатели, добредојдовте во втората епизода, односно емисија на емисијата Loading на Student FM, емисијата која што е единствена во Републиката, а па ако ни пошироко што третира стрикно гейминг теми и нешто ситно од IT, но во главном сме за гейминг. Денес имаме подготвено за вас 5 содржини кои што, односно вести за 5 различни игри и една од IT што на сите вас што сте Star Wars фанови и косацрта гикови ќе ви биде многу интересно, но како и да е се во свое време и да почнеме од почеток. Kirov Reporting. Прва на листата ни е Call of Duty 3 или Modern Warfare 3, не или туку Modern Warfare 3. Веста што ни е поврзана со оваа игра вели дека за помалку од 24 часа од иницијалното лансирање на Call of Duty Modern Warfare 3, генералниот менаџер на Activision Боби Котик излезе во јавност со многу интересни информации за геймерите, односно тој изнесе дека неговата компанија се подготвува за уште едно ново издание на Call of Duty во 2012 година. Како што изјави тој, ние се фокусираме на 2012 година, ќе имаме тешка конкуренција од Blizzard Entertainment и нејната Diablo 3, па затоа планираме и Activision Publishing да го направиме да биде во текст со настаните. Верували или не, сега веќе е официјално дека Call of Duty Modern Warfare 3 имала најголема побарувачка од незиното промовирање во првиот ден што ја става на првото место во историјата на гейминг индустријата. Ништо друго не останува освен да им кажеме едно големо честито на дечките од Activision. Сега по оваа кратка најава и овој прилог за Modern Warfare 3 одиме со една многу интересна песна што јас лично ја избрав. Се вика Terran of the Nights од групата Level 90 Elite Tower and Chieftains. Tearing up the night.
in a siege tank of ride. I'm not Protossing, not surgeon. You know I'm tearing up the night, tearing up the night, tearing up the night, tearing up the night. That's right, yeah. Tearing up the night, tearing up the night. We're tearing up the night, long night, long night. После нумерата на што е поврзана стрикно со StarCraft 2 и со теранците од StarCraft 2, една многу интересна вест што ни доаѓа од Valve. Односно Counter-Strike Global Offensive бетата можно е да почне односно и да биде пуштена на интернет многу побрзо, бидејќи како што велат бетата е во незина крајна фаза. Покрај тоа што официјално беше кажано дека Counter-Strike Global Offensive бета верзијата е закажана за пуштање за тестирање на крајот од октомври 2011 година, според последните твитови на Valve се вели дека тоа исто така до некаде одложено. Причината за ова одлагање, како што велат тие во нивните Twitter постови, е дека фидбекот од нивните професионални бета тестери одземал повеќе време за анализа и интегрирање во системот. Додека некој од вас можеби ќе се налутат на оваа вест, но не грижете се, имајте на ум дека Valve ќе излезе во јавноста, дека последната верзија од бетата е во финална фаза и се очекува со истата таа верзија да се оди јавно. Бетата ќе биде како еден мал вовет во самата игра, се разбира. Во истата вест, креаторите на играта велат дека бета верзијата ќе биде опремена со две добро познати мапи од нашата јавност, односно со Dust и Dust 2. На крајот останува на вас да подчекаме, па бога ми на нас да подчекаме уште некое време за бета верзијата, да си ги подновиме нашите компјутери и да се преселиме во новата верзија на Counter да видиме кој колку научил од CSA 1.6. Battle Cruiser Operational. Од сцените на терористичките и антитерористичките единици се селиме во едно место кое за вас е многу интересно, примамливо и доста познато. Станува збор за новата Grand Theft Auto 5 или GTA 5. Според шефот на Rockstar Games Сэм Хаусер, GTA 5 ќе се оди во градот Лос Сантос. Rockstar Games конечно потврдија дека GTA 5 ќе биде во градот Лос Сантос, а тоа е град кој на нашите фанови им беше представен уште во GTA San Andreas. Покрај оваа локација, која представува околината на Јужна Калифорнија, градовите како Сан Фиеро и Лас Вентурас воопшто не беа спомнати од Сэм Хаусер. Тој изјави дека во ова продолжение на Grand Theft Auto до сега ќе биде најголемо, додека GTA 5 е уште една радикална реинвенција на GTA универзумот. Веднаш по оваа изјава тој рече дека Rockstar Games како компанија со големо воодушевување чекаат да им ја покажат на своите фанови својата верзија. Исто така важен дел според нас, но и според Rockstar Games е дека мултиплеер компонентата на оваа игра е потврдена. Сето ова може да значи само едно, тоа се часови и часови поминати со GTA 5 и со Лос Сантос. Сега одиме со уште една музичка нумера, повторно од истиот тим кој што ја правеше Terran of the Night, но сега станува збор за Rogues Do It From Behind. Shot mages, I live in two-shot breeze. When I see ya, I'll PvP ya. Spanking news, that's my favorite cheese. Rogues do it in the darkness. Rogues do it where the sun don't shine. Rogues with a little drop of poison. Rogues do it from behind. Yeah. Gonna creep inside your back door. Yeah, well I wear blood-fanged leather, on sight the nether blade. Chop, chop.
shot the level 7 warlock, gonna take him out with addition play. Roll to it, here's the darkness. Roll to it where the sun don't shine. Roll the little drop of poison. Roll to it from behind, yeah. We are alliance or the mighty horde. Not your everyday type pranks to call me Ice-T, original gangster. Never hear me coming when I creep across the floor. With deadly force, you're dead of course. Now I'm gonna camp your corpse. Roll to it in the darkness. Roll to it where the sun don't shine. Roll a little drop of poison. Roll to it from behind, yeah. Од сцените на видеоигрите се префрлуваме на моментот со IT, односно за тоа нешто што ви спомнав пред малку за Star Wars фановите гиковите. Можно е многу порано секој од нас да има смарт мобилен телефон и да изведува некои джедај трикови врз него за да си ги провери пораките, крене на телефон или едноставно провери Facebook. Секако дека тие мултитач потези на вашиот смартфон се многу cool и интересни со само едно мрдување на вашиот прст и веднаш да се отклучува и многу слично на тоа. Како и да е, вие се уште треба да го допрете вашиот телефон за да се случи тоа и претпоставаме дека ви е здодеано да пропуштате повици или пак да се измачувате цели 20 минути да прочитате една обична порака или мејл сам затоа што не сакате да го извлакате вашиот смарт телефон со тестот, чоколада или слично. Ако Марфи не е на ваша страна и секогаш кога рацете ќе ви бидат зафатени, а телефонот ќе ѕони, ќе бидете среќни ако ви кажеме дека е можно да има решение за тој проблем и тоа многу поскоро од очекуваното. Станува збор за еден вид софтвер од iSight Mobile Technologies кој што ви возможува да ги правите своите работи на телефон само преку мафнување преку неговиот екран. Токму така, секој од нас сега ќе може да биде джедај и да има силата во неговите раце врз својот телефон. Бидејќи технологијата стрикно се базира на софтвер, не ви треба некоја специјална камера на вашиот телефон. Исто така гестикулациите се доволно едноставни за да може успешно да се доловат и со предни камери или со низок квалитет кои што се присутни на многу смартфони. Сега гестикулациите се ограничени на само замавнување пред екранот, но повеќе опции ќе се отворат со текот на времето и со подобрување на софтверот и хардверот. За жал се уште не се знае кога овој софтвер ќе биде достапен, но сигурно е тоа дека тој ќе биде доста набрзо. И последните две вести што ги имаме подготвено за вас во денешната емисија ќе донесат многу среќа на фановите на Diablo 3 и Max Payne 3. Односно има најави за кога тие би биле пуштени во
промет. Се разбира дека овие информации се протечени случајно од компанијата GameStop Канада. Дали станува збор за грешка или намерен маркетиншки трик, останува да видиме, но како и да е, и времето самото ќе си го покаже своето. Датата закажана за Diablo 3 се претпоставува дека ќе биде 1 февруари, додека пак датата за промоција на Max Payne 3 се очекува да биде 1 март, а Max Payne се проценува да чини отприлика некои $59,99. Тука некаде крајот на нашето неделно дружење заедно со вас и емисијата Loading. Ве оставам, драги слушатели, на уште што уште ве оставам Студент FM и да уживате на незините содржини кои што ги подготвува. Поздрав од мене Кирил Траков и се слушаме до наредната среда.